Добар ден, почитувани. Ова е почетокот на магазинот за родителство. 0+ месеци на телевизија Телма. Улогата на таткото во семејството многу се разликува од сликата и очекувањата од пред неколку децении. Таткото денес има подеднаква одговорност како и мајката и задача да биде што подобар пример, како на синовите, така и на ќерките. Како изгледат семејствата без татко или пак со емотивно недостапен татко? За улогата на таткото во детскиот психолошки развој ќе ја прашаме Радмила Живановиќ, психолог. За татковството ќе зборуваме со водителот Марко Новески, тазе татко на близнаците Веда и Вања, и Владимир Ристов Камењар, познат лик од скопскиот ноќен живот, поранешен член на Нови дечки, татко на 2 деца. Актерот и водител Тарик Филиповиќ од Хрватска е татко со стаж. Го прашавме: има ли вистина во тврдењето? Мали деца, мали грижи, големи деца, големи грижи. За сето ова повеќе во денешното издание на магазинот за родителство 0+ месеци. Останете на Телма, се гледаме во студиото веднаш по рекламите. Како изгледа татковството денес? Разговараме со Марко Новески, водител. Здраво, Марко. Hello. И со Владимир Ристов Камењар, Добар ден. менаџер, На покана. поранешен член на Нови дечки Не и поранешен, не сме распаднати. Да. Се уште член на Нови дечки. Уште сме, умирување сме, само замрзнати сме се, па не се знае кога има камбек. Да, еден концерт. И инспектор. Да, инспектор по економски криминал. Инспектор. Добре ни дојдовте да ве представам во едно како Зашто вака татко. ми направи се? Немам ништо за криење. Марко, ти стана татко пред 7 месеци. Да. На близнаците Скоро 7 месеци, Вања да. и Веда. А Камењар е татко на поголеми деца, на 8,5 годишната Јована и 6,5 годишниот Дарин. Па денеска ќе зборуваме за татковството. Вие станавте родители во позрели години. Ми се Сметате ли свигаше дека- бабето позрели. Тоа и мене ми се свигаше, исто ми се допаѓа тоа дека кога ме прашавте на колку години одма, А на колку стана ти камер? не знам, не се сеќавам. Не се сеќавам. Лоботомија ми направија тоа години. Ти, Марко- И ја ќе престанам. Па ја уште се сеќам тазе, не до 44, ама најверојатно ќе заборам и ја. Предност ли да се стане родител кога си повозрасен или има некој мани? Не знам што да ти одговорам. За мене е тоа реалност. И се си викам на моменти, нели, може би требаше помладо да направам, а по друга страна никој не ме тераше да го живеам животот така како што го живеев и нели. За сето ова да случи на овие години. Ја мислам дека за мене е предност што случи на овие години, зашто се што ќе се случеше порано во мојот живот немаше со вакво темпо да го терам. Камењар не го прашам тоа прашање, не се сеќава вели на колку години станал татко. Вела дека Подосежни, не се изговориме. Позрели. 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 Велат дека родителството, односно оние што станале родители, велат дека животот им се дели на пред и потоа. Па дали е така и кај вас? Па да, нормално е, мислам, кој ќе ти се, како викаше во еден филм, Бил Мари, кој ќе ти се роди дете, на конверзација со Скарлет Јохансон, вика, кој ќе ти се роди дете, вика, заборави го животот претходно што си го живел, све се менува. Меѓутоа, да се надоврзам на прашањето од Марко, за мене све си има своји слабости и предности кога би се оженил, односно кога би ти се родиле децата во помлади години и во подосежни години. Бидејќи кога си помлад, сепак е подобро, бидејќи побрзо ќе ги порастеш и ќе имаш многу повеќе време за себе да уживаш во животот, ќе имаш и за таа енергија, елан, мотивација, волја за излегување, за шетање, а во подосежни години малце нервите ќе ти ги истрошат. Меѓутоа пак ќе добијат поквалитетно воспитување, бидејќи нели повеќе имаш искуство, подобро ги согледуваш работите, проблемите, подобро можеш да воочиш некои недостатоци или аномалии или како да ги наречеме, некои девијантни однесувања што не може да баш така едноставно да ги скријат од тебе кога би бил помлад, а ги немаш поминато тие Не може да те лажат, со други зборови. Добре. Значи паметно направив. Апсолутно. А пред и потоа? Да, Животот? дефинитивно се случува. Го чувствувам, еве, иако сум тазе родител, нели, со неполни 7 месеци, да животот ми се подели на пред и потоа. Вела дека Сега. цврстата врска помеѓу децата и татковците се гради уште на самиот почеток. Уште во првите денови од како детето ќе се роди, затоа е многу важно родителот да биде, таткото да биде присутен во присутен си? Да, цело време.
се трудам колку можам повеќе, нели сепак имаме обврски теком некој што мора да се завршат, ама гледам колку можам повеќе време да поминам со децата. Тоа ми е некако така како. Кои обврски ги презема? По дома исто ги делиме обврските со жена ми. Нема и за ранење, и за пресоблекување, и за бањање. Сите обврски што се однесуваат на децата ги делиме, буквално. Менуваш пелени? Да, без никаков проблем. Подготуваш млечна формула на вечер? И формула е сега почнав и кашички да правиме, се уште не ми дала жена ми шанса да им направиме ја некоја кашичка. Она е задолжена ете во тој дел. Ама пак ќе кажам, ги делиме обврските. Од сам старт обучен сум, ме обучија да можам све да правам. И така терам. Не е лесно да си има близнаци? Не, далеко. Лесно, не знам како да кажам, ама пак ќе кажам, мене реалноста, нас, на мене и на жена ми, реалноста не е таа, многу пати сум го кажал тоа. Со две деца почнавме, не знам како е со едно дете, па после со уште едно, со две од сам старт и се адаптиравме, се навикнавме. Тоа е тоа. Не тераме наспан супер. си? Па само тоа е проблемот, што не можам да врзнам повеќе сати во континуитет да спијам. Иначе друго немаме никаков проблем, мора да признам. Добри се, дали така ќе бидат и понатаму во животот, ќе видиме. Колку часа спиеш? Ќе се задржам уште малку на спиењето. Се будам на секој 2 сата, да речеме. Ќе легнеш навечер, па ќе подзаспијат, па ќе се разбудат, па треба да ги нараниш, дека споделени сме со жена ми. Она навечер до одмори, да речеме, легнува околу 9-10 кога ќе може. Спие доке 3-4 сабајле, ја до тој период дежурам, после ја од 4 доке 8-9 спијам сабајле, тоа е тоа. На смени? Да, на смени. И во текот на тие сати неколку ги правам сите работи што треба да се направат, ги пресоблекувам, ги именувам пелени, им дам за јадење, се. Камањар, кога ти прв пат се наспа? Кога имаше мали деца? Па не, ние на почетокот добро се менувавме, мене ми одговараше тогаш баш на почетокот, додека беше мала Јована, јас сам малце звучи може би смешно дека се вратев, да речеме, во 1 во 2 ноќе, бидејќи исто и тогаш работев, имав локал и ја превземав нејзе за да се наспие сопругата, бивша. Значи, од кај да речеме од 1 до кај 5-6 наутро, тогаш се погаѓаше све да бидам втора смена на работа, така некако се менувавме. За да оставам простор, иначе за другите работи не сум имал проблем, бидејќи бев истерниран од внук ми, конкретно за менување, пелење, за бањање, а и тоа ми причинувало секојаш големо задоволство, бањањето кога сум ги бањал децата. Секој ден јас ги бањав, така да тоа ми беше најинтересниот дел и за едниот и другиот. И мене јас со задоволство прифаќам таа улога, да ги бањам. Добро. Да, таа обврска. Уште од самиот старт? Од старт, да. Кога беа мали? Да, уште од малечки. Од многу Бебе, малечки. без страв? На 2-3 дена никој не се нафаќаш. Сите им беше страв. Мене и малце чудни беше на сите кога ги донесовме бебињата дома, дека одма реков да сакам пелена да сменам се и дека не ти е страв, не ме е страв, дека мој се. Мора. Нема што да ме е страв. Како и да ќе морам да се соочам за тоа. А имаше ли некои моменти кога за нешто ете чувствувавте некаква несигурност? Гледа, мене тази ми е се. На моменти се прашам за многу работи дали ги правиме нели кој што треба. Ама на крајот од денот тоа е, не знам. Правам, најубави совети ми даваат луѓето околу мене кои што ги поминале овие работи и најчесто нели се консултира со нив, со блиските околу тебе. Прашуваш да ти кажат некој совет ако нешто не ти е јасно. Ама за сега нели убаво си кажал и Тарик. Мали деца, мали проблеми. Како растат? Така се поголеми и поголеми. Поголеми и поголеми. А сметате ли дека обврските треба да бидат подеднакво поделени во семејството помеѓу мажот и жената кога има бебе во домот? Јас сметам дека да кога има воопшто дете? Да, мора да бидат, затоа што ќе се одрази на еден или на друг начин ако не се поделени обврските, едниот секојаш ќе биде поуморен, незадоволен и тоа се одразува на целата нели атмосфера дома. Кога ќе станеш родител, вела дека сваќаш како безгрижноста завршила. Дали е тоа така? Во вашиот случај? Апсолутно. Пријатка си каже дека не спием цела вечер. Овертинкинг имаш цело време. Цело време. Цело време. Цело време мислиш на нешто, меѓутоа приоритет се секогаш они. Тоа што имаш премногу обврски, во петого дури ми се случи да од многу обврски да заборам да ги земам од школа, па се јави наставничката да ме потседи, летај брзо. Да.
дека имаш стварно многу обврски. Сега сва среќа доброто е во тоа што како растат помалку се разболуваат и барем тој проблем ќе го рипнеш. Се разболуваат, меѓутоа не толку често како тоа е еден како се од малечки. најголемите предизвици кај децата во тоа е, предучилишна знаеш, да ги возраст. треба дома да останеш или едниот ќе се жртвува, другиот по лекари, па плачки за крв давање, плачки за ова, плачки за она, за... Значи тоа ме чека. И те боли многу, многу те боли вака кога ги гледаш со температура, кога го гледаш како кенка, исто како тебе. Мислам многу полошо од тебе да ти се случува. Да. Ја на вакцина тоа го видов. Тоа ги држав за вакцинирање и се ми се смеат, ме гледаат во очи, се смеат и само на нас, так вакцина, почи тебе те гледам во очи, плаче, лене срце ми за душа ми се. Тоа е мене малиот скрши рака пред 2-3 години и тоа беше хорор мене ми беше, значи онако ќе му идиш раката како му беше извиткана и језива ми беше у болница, морав да го држам ја да моја наместат и многу голем стрес ми беше тоа. Сигурно. Така, дури и убавите моменти велат дека понекогаш се поврзани со грижи, еве, и Дизниленд не бил безгрижен. Па не, еден месец пред додам, значи исто се вртев како риба на суво, не спеа бидејќи сепак требаше да идам сам со 2 малолетни деца, да не речам бебенца, во метропола, каде што сепак Дизниленд тамо по 20-30 луѓе собери, малце ми бев уплашен, нели се што може да се случи. Најмногу ми беше сега да не го изгубам некој таа гужва. Така да, меѓутоа кога дојдовме таму, све исчезна за секунда, тоа е совршено место и за деца и за возрастни за секој. Значи сите проблеми ми исчезнаа за секунда. На жена ми тоа е неостварена жела да оди. Еве сега во... Да, ќе мора да оди. Подобар избор не сум направил живот за било каде сум патувал. Од Дизниленд подобар избор на секој топло би му го препорачал да го посети. Цеки одиме. Готово. Договорено. Малце нека подпораснати одиме. А Марко, сте патувале до сега некаде со вашите две близначиња? Охрид, сега летово што отидовме чисто да не се осмеливте да ја напуштите државата? Немавме пасоши. Иначе сакавме, ама морав ги слигавме бебињата и касно ги земавме пасошите, не ги издадоа касно и така. И како поминавте на патувањето? Добро, си спија во кола без некои проблеми. Без некои проблеми, искрено. Не сеќам баш убаво. Интересно. Малце ние бевме повеќе во паника, нели цело време се вртиш, гледаш леле дали се добра, дали со не си спијат, гајле немаат. И така, отидовме таму, убаво си поминавме, се вративме и тоа и сега. Криво ми е што немавме те пасоши да отидеме до Грчка, можеби малце. Некаде на море, чисто онака. Еве, сега и престојниот период е убав. Ке има сончеви денови. Да. И зимава. Така. Зашто да не? Да се Зашто да не? искористи. Да се искористи. Битно присутна храброста да се Да, прошета, бидејќи некои родители стравуваат како се тоа би изгледало со мало дете, со мали деца. Жена ми е малце патување. похрабра од мене во тој поглед. Еве сега имаш идеја дури да отидеме некаде со авион со дечињава да прошетаме за новогодишни божикни празници. Ја малце не се осмелувам се уште. Не се осмелувам од сето тоа што може да се случува при летот, не да може да почна да плача, да кенка до. Не, тоа нема Тука се ме лажи, фаќа само паника. сега зимно време малце незгодно, имав една непријатна ситуација исто. Така како беше Јована мала, бевме до Атина за Малта. На враќање со колата од Атина каков снег не фати, тоа беше Да, малце језиво. страва и ужаса. Зимно тоа време зима ја некаде, не знам. не е баш паметно да се патува и со кола и со авион. Ќе видиме. Што ќе кажат? Еве на фотографиите, што ќе кажат. Генерално што ќе кажа. Да, генерално што ќе каже, така. Ајде да проговориме за воспитувањето. Марко, размислуваш ли како сето тоа би изгледало, Леле, бидејќи се повеќето родители сега се приклонуваат кон она нежно родителство. Се да се реши со разговор. Нели убаво се да се реши со разговор, само се понекогаш нели разговорот не може нежен да биде за да му кажеш на детето не сум за физичко пресметување со твоето дете, тепање и такви работи, ама сега не знам ако треба како со мене да се не знам, се прашувам, ме плаши тој момент за воспитувањето. Искрено ме плаши. Ако се како мене Полошата верзија ќе биде. да, полошата верзија ќе биде и ќе имам проблем како да се справам, дефинитивно. Затоа што ке мене не палело ни едно ни друго. Тврдоглав, своеглав и тоа е тоа. Ќе видиме. Ама на крај добро излегов, добро ме воспита моите, мора да признам. Значи, Кажи, Марија, уште кажи сега дека- ти предизвик. Кажи Одлично, дека сум Марко. добро, кажи дека- Прекрасно. Каков родител си? Па мислам дека сум многу одговорен и совесен родител. Па Што тоа е мислиш за малку- нежното родителство? Тоа ме интересира. Како? За нежното родителство.
Не знам, дечињата навистина многу си ги сакам и сум многу среќен и горд што имам такви деца, што ми се погодиле, што ме благословила природата да ми даде здрави и прави и убави деца, дека сепак за секој родител мислам дека е тоа најважната работа, дека нели се што гледаме што може се да се случи со некое дете. Така да секој слободно време пробувам да бидам со нив. Да. И уствари тоа време што ми е зафатено го правам за нив реално да бидам, сега се нафати со некој друг проект, сега сум малку повеќе зафатен и повеќе сум со нив исклучиво само за такси, драйв, цело време возам како Убер натаму, земи ги, однеси ги. Меѓутоа, оке, све супер си функционираме. Строг родител си или не си? На добар правец. Па сум до некаде и сум и многу добар и многу строг, знам да видам, така да. Тоа карање, тепање не го добро, многу искрено знам по себе. Меѓутоа кога ќе претераат, ги скубам тоа некако. Воспитнота не мора. Мора да има некој чинјател и Скубење не е овакво, најефикасна работа е скубење. Тука, да, ама памтам и мајка ми тука мене ме дереше стана. И учителките кога те фати тука, тоа е... Не да учителките имаат паѓано така. Тоа е школа. И го памтам тоа. Ти крцне уво едно. Да, ги памтам ти, да. Затоа имаше и ред во училиштата. Секогаш. На часовите. Па добро. Да речем. Сега такви практики не може да се применат. Нема и за Добра, добро ми не мора да е, нели, ни овие мерки да бидат за да биде секако што треба. Ама добро, друга тема за разговор е тоа. Марко мој рано, ма јас сум исто така многу задоволен од училиштето, од Коча Рацин. Мислам многу добри наставнички имаат и воопшто не моите деца него целото училиште како е организирано. Бев задоволен горе доли од градинката, да ви кажам искрено сега. Значи ангажиран си околу училишните обврски? Да. На родителски средби присутен? Па се менуваме, некојаш идам јас, некојаш бившата, така да... Немаме проблем во врска со поделбата на обврските. Сега за сега нема никаков проблем. Разделбата со сопругата влие врз целиот овој процес на... Па сигурно дека влие, меѓутоа ја мислам дека не они не почувствуваа ништо затоа што од прв ден све си течеше исто. Потполно, значи, доаѓај кај мене да спијат и секојдневна комуникација секој ден ги зимам, така да не се смени ништо посебно, освен што неколку дена во неделата не спијат кај мене. И овие недела 2-3 така не спиеле кај мене, иначе цело време 2 дена минимум во неделата спијат кај мене. Така да не гледам дека имаат некаков проблем. Така, ако се направи добар план, се може добро да функционира. А ти се соочил со тантруми ке твоите деца? Марко, знаеш што се тантруми? Знам, допрва знам дека ме чека таа фаза во кај децата боја, па Не? што да кажам? Не. Не, супер. Значи ова е прв пат да слушнам не. Одлично. Сакам да прашам како ги решил тие проблеми, но ти си информиран, знаеш дека може такво нешто да следи како развојна фаза во детството. Свесен сум за тоа. Што е тешко да се... Нели тодлер фаза кога се тодлерчиња. Не знам како ќе се справам. Ќе видиме тековно како што сум ја малце живчен. После вака што ме гледаш, ама јас сум малце избувлив нервозен. Се надевам дека добро ќе се справам. Ќе мора да научам да дишам, да бројам до 10. Ќе мора да голта жилети. Тоа е тоа. Нервозен, не. Да, нема, знам. Тоа не те прашува никој. Никој не те праша, баш така. Тато, цело време дојдеш 5000 прашања во секунда. Како за многу, како што рече, животот ми е многу променет од кога се родија дечињата, ама ете се навикнам тековно на сите работи. Голтам жилети, кој што рече камењар, и тоа е тоа. Така и за ова ќе биде. Сега сте вие до фаза кашички, baby led weaning или кашички? Значи, дали парчанска храна или па кашички? Не, се уште кашички, да. Кашички идете на оној стар принцип на дохрана, бидејќи има и еден нов со парчанска храна, па велам да не случајно сте влегле во некаква дилема. Не, и како дискутирате во домот на кој принцип тоа да се спроведе? По сега почнавме со кашички, си мислам дека се одвива затоа што се еден месец е порано родени, од 35-та недела. И мислам дека затоа и сега почнавме со кашички, дури дека нели дека да стигнат во таа развојна фаза, иако све се тече онака како што треба, но ни беше препорачано да причекаме и да почнеме со кашички од педијатрот и така направив.
и слушаме советите едноставно. Фазата Грчеви ја помина? Да, ја поминав. Тоа е малце. Ја Предизвик. поминав фазата Незгодно. Грчеви, тоа беше весело. Тогаш беше неспиење период. Има некои 15 дена им траат некои Не, 3 месеци може да. месеци, И 3 на месеци. двете во исто време? И на веда помалци имаше Грчи, мора да признаам, ама затоа со Вања имавме многу голем проблем. И тоа е многу стресно кога ги И што гледаш. прават Да, во да. тие моменти? Па ништо, ќе го земеш во раце, нели некои вежбички за да испушти Стомачето на гасови. гасови, да, набавивме некои капки што не ги препорача. Капки, Ништо не помага. беше Ништо тоа, не ништо, помага. ама Само нема. времето. Мамка за Да, туристи, ништо да. не помага. Тоа е, баш Само така. топло мислам дека помага. Да, топлички, му ставиш ставаме она, топли облоги, како се викаш, купивме некав свиет, така што се крши, нели, грејачи, такви, тоа. Тоа им ставивме, тоа највише со фен, нели, кога го откривме фенот дека пали, да им дуваш топличко на мешет и тоа ги смируваш. Меѓу другото, ова и бела бучава, тој звук ги Да, смирува. и бела бучава е така, да. Значи, Има две ли во вина? едно. Жена ми искористи таа фаза да ме навикне со сисивач цело време да работи по дома. За децата е. Лажам, нема веза. Да се спои. Убаво и корисно. Се знам, нема веза. Вела дека татковците имаат поинаков однос со ќерките отколку со синовите. Има ли вистина во тоа? Па сега за сега мислам дека има вистина. Мене Јована ќерка ми е повеќе поврзана со мене и она почесто мислам комуницираме телефонски. Додека Дарин добро, не која друга фаза не го интересира ништо, само дај му топка и цел ден да шутира, дека само фудбал го интересира и не е нешто овако. Меѓутоа со нејзе сум да, поврзана она е со мене, барем така мислам. Повеќе мислам дека сум и јас авторитетот колку мајка ѝ. Барем сега, сега, понатаму што ќе се дешава. Има време. Да, има време, тоа сакам да кажам. Многу се малечки, уште ми се бебињи двете, исто ми е односот и со едното и со другото, ќе видиме понатаму. Ќе видиме, ама да, најверојатно така ќе биде. А како се гради блискоста? Со секојдневна комуникација, ако посветуваш време со нив, тоа Да. другаче никако, и ако ги играш, ако ги шеташ, ако ги носиш, ако купуваш, нормално. Време да се помина со нив, ја тоа викам. Твои се децата. Добро, ма и квалитетот треба да го поминаш времето. Може еден да. саат, ама ти еден саат да им направиш да им биде интересно, дека ти можеш да бидеш 8 сати со нив, па да си гледаш во телефон и да не правиш ништо со нив, воопшто не ги забавуваш или да си пиеш кафе, пушти ги. Да си гледаш на друга страна, Да, или дај му таблет и што. Така емотивно пристапен и емотивно достапен треба да биде. Да, има многу Што рече родители. Принска Камењар, посветен родител, тоа е тоа. Според мене најбитно да си, нели, да посветиш И да ги квалитетно време насочиш со децата, децата, да ги многу е битно на насочиш. спорт да ги насочиш. Ја гледаме дека и двајцата многу сакаат спорт и се многу активни. Поготоа кога идеме на Млечен, таму е Тренираат нешто? па Јована одбојка, малиот фудбал. Одлично. Да. Има джилба за тоа, Многу, редовно многу на има тренинзи. џоба, значи не сакаат ни да пропуштат ако настине некој и таков сака да оди, значи Браво. тоа Да, многу ме одлично, радува. физичката Не губат многу активност време е на, многу на важна. таблет, на телефони. Тоа ми беше прашањето. Како се справувате со тој предизвик? Па сега од кога Бидејќи обично децата бираат да седат на таблет или пак на компјутер, наместо да практикуваат одредена спортска активност. искрено сега од кога открив Млечен, не сум го знал дека е такво магично место за деца. Значи ги оставаш 8 сати како пуно работно време, не ги мислиш воопшто, има милион деца таму, сите играат, сите се упознаваат, секој ден им е различно, не помислуваат, значи ни на телефони ништо таму, ќе им донесеш ролерки, тротинет, фудбал, топка за одбојка. И меѓу себе сите си се пазат они, 30, 40, 50 деца има нон-стоп. Сега добро, кога сега веќе заладеневи, се повлекоа школите почна. Меѓутоа од пролет, од да речеме април до октомври, спас за секој родител е таму. Апсолутно. Марко, а кажи ми, внимавате да не паднете во замката хранење на деца со мобилен телефон? Не, жена ми од сам старт строго и мене ми забрани, нели, да не гледаат во телевизор, да не гледаат во телефон. Сега барем не знам до која фаза, до која ќе тераме, она ќе кажа. Ама не, договорени сме колку покасно Така, договор да ги куќа запознаеме, гради, така рекле. колку подоцна, што можеме подоцна да ги запознаеме, нели, со мобилен телефон, со телевизор и со таква работа, да видиме до која ќе издржиме, нели. До тогаш ние да ги анимираме, да се анимираат со тие играчки диски. Не можеш да го избегнеш. Па ќе Ќе те видиме. гледаат Не, не, тебе, не ти избежно. механички ќе не можеш да го контролираш тоа цело време и Колку тебе ќе те покасно бараат. тоа па ќе кажам, да, Да, здрави. ако се договорите у кола да ги оставате мобилните пред да дојдеш дома. Ќе Ама видиме. сепак од другите деца ќе поприфатат, ќе се јапат кај нив, ќе им земат телефонот. Па ќе кажам, до колку покасно можеме до толку. Тоа? Ќе видиме, да.
После Тоа е, да. ќе надокнадат и за тоа што го Па изгубиле. да, ќе се да, дефинитивно. Не, така немаш оди. дефинитивно и против тоа со Немаш, детето да немаш, не го расте со технологијата иде напред, технологија. така да. Составен дел од модерното живење. Глупаво е ти на детето сега да не му дадеш да се запознае со тие работи, нели, и да фати тек со модерниот начин на живење. Ама, па ќе кажем, барем во оваа предшколска возраст, што е градинка наому натаму. Така, новите колку може истражувања повеќе, велат да. и во првите 4 години воопшто да не се дават. Па така заради нешто, муабетот беше, ќе когнитивниот видиме, да. развој поради развојот на мозочето, значи што подоцна толку А, подобро. моето искуство со, да речеме, дечиња околу мене, кои што од мали ги запознале со телефон, со таква работа, имале проблем со говорот, да речеме. Подоцна почнувале да зборат и така натаму, сакам да избегнам таа фаза или да видам едноставно дали е така или не се, нели, појмане. Па ние Камењар? кога сме биле деца, можеби немаше нели телефони, ама меѓутоа имаше флипери, така да и таму го губевме времето. Па гледам, не ни фали нешто, кој знае што. Сепак е паметно дека некој 6-7 години да се одбегне таа фаза за телефони. Потоа, Прво, Нема, не, да, после не можеш да потоа избегнеш. рече Сега си што е рече, невозможно да се одземат. има децата околу нив ќе ги гледаат, нив па ќе почнат и самите ќе се парат, ќе се чувствуваат исклучени Ама и од... на нас ни забранува комали, Па јас не стално да. играм и само добиваш одеднашка заушка. Па не, Те фатила не. мајка ти. И за или преседање само пред Ќе те телевизор снема исто. од пред оваквото, пред флиперот. Сати бегај. Те фатили за врати. Те пакуваат на дом, на дома. Нема, не. Тоа е, се менува животот. Апсолутно. Камењар, на времето со нови дечки пеевте забава до безвест. Епа сега забавата до безвест преку ден, како беше преку ноќ? Забава до безвест. Да. Има време за нешто такво се уште? Па има, меѓутоа, се пасува меѓутоа како ми влегло изречица. Еве, можеме Има, ама и сега звук се сменија времињата и за забава. Не е така баш забавно како што беше порано. Така да и не ме влече нешто посебно искрено да ти кажам да излагам толку и да се журкам чисто од професионални причини го правам тоа. Понекогаш за викенд. Ама не ме влече порано. И нема таа забава, жар, елан и како год да е. Еве сега има добра забава во четврток, мислам во интернетот има добар диџеј. Така да ќе отидам таму, ама чисто да децата, ги спочитувам другарите и така, иначе не сум нешто посебно воодушевен од гужви, од такви дешаванки. Тоа веќе го надживеа, Па претпоставувам. не дека го наживеам, ама тука кај нас конкретно во Македонија не ме инспирира, да ти кажам. Во некој друг град, во некоја метропола кога има некоја добра журка, да. Anytime. Но сега има забава до безвест понекогаш дома со децата, претпоставувам. Има, тоа нонстоп има. Забавата се префрли на Скачка има друго нонстоп, место. скачка, тепачки има нонстоп. Тоа спи најактивни се околу 9:30-10 пред спиење. Та Тој последниот период ако го издржиш. И доаѓа некош да си излезам од дома и да си искочам да си отидам да ги оставам веќе. Кога легнуваат? Па кај мене малце покасно легнува, ти не можеш да ги се со присилба спиењето. Со мора да ги уценуваш, да ги условуваш. Ако не легнеш ова, нема да добиеш и така, иначе нема другачие легнување. И како на копче се шатдаун и преш, так и 20 дни од обавезно клуби малку дека спи. Ќе отвори око и така. Ако ти речат дека тие сакат еден ден вака забава до безвест, да Па што тргнат ако по... сакат, тоа сигурно ќе се случи. Да, нема. Па и уште сега се случува, ги гледам какви предиспозиции имаат. Ќе биде мама мија. Ќе има плачки. Или седење до 5-6 савали да ги чекаш. Додека не се приберат како мене што ме чекале. Тоа е тоа. Како што и Све ни сите се што ме враќа, чекаат. све како викаат, све се враќа, све се плаќа. Да. Мајка ми секоја вечер ме чекаше, влагав како бенгалски лопов на прсти, нема шанси. Ама джабе Се си ватко, влада. кога да... Нема да. Марко, ти посакувам да се наспиеш што поскоро. О, фала ти. И на тебе и сопругата, што побрзо децата да фатат ред. Со, нели велат, мали деца, мали грижи, големи деца, големи грижи. Еве, јас имам поголеми деца, што помалку грижи да имаме. Дај Боже, И што ја порелаксирани да нови бидеме. генерации уплав ме фаќа искрено. Дури не ми се ни верува тоа што го гледам секој ден, ама тоа е сега. Тоа е. Не можеме многу да влијаеме. Нови времења. Нови Тоа е. времења. А сега во продолжение ќе погледнеме интервју кратко со Тарик Филиповиќ кој што зборува за неговото искуство како родител. Погледнете.
Татковството не е должност, туку љубов. Ваков е заклучокот на завршниот панел на првата регионална Бекутан конференција, кој беше посветен на татковците и нивната посебна улога во текот на растењето и развојот на децата. За нераскинливата врска што татковците ја градат со своите деца, зборуваа актерот Сашко Коцев, водителот и модератор на настанот Жарко Димитриевски, актерот Петар Бенчина од Србија и хрватскиот актер и водител Тарик Филиповиќ. Првиот бренд амбасадор на Бекутан, Тарик Филиповиќ, смета дека е лесно да се биде биолошки татко, но треба многу повеќе за да се биде татко. Naravno da, to sam rekao, za postati otac ti treba niti pola minute. Jel? Žena je ta koja donosi život na ovaj svijet, a muškarac je tu samo onako onaj vjetar koji, to je taj prvi okidač. Da bi postao tata, to treba jedna velika planina svega i svačega, na to sam mislio. Evo, ja se nadam da sam ja barem uspio napraviti tu planinu za svoju djecu i biti pravi tata. А сметате ли дека родителството само по себе е тешко денес како една планина? Pa jeste, zato što smo puno opterećeniji nego naši roditelji, govorimo o mojoj generaciji. Pa da, oni su bili jako opušteni, pa nas se vozilo po 10 u jednom autu, niko se vezao nije, niko alergije nije imao, niko nije imao, nisu postojale neke stvari, baš u moje djetinjstvo to nije bilo baš tako davno. A danas nekako smo previše nad njima, još i cijela ta tehnika koja je toliko uznapredovala u zadnjih 30 godina, toliko okupirala njihove živote da ja mislim da je to jedan golemi pritisak na njihov razvoj, kako mentalni, tako fizički. Moram priznati da sam malo zabrinut u kojem će to smjeru ići. Mislim da moramo djecu koliko god možemo vraćati na neke tvorničke postavke, to znači izbalansirati ih nekim ljudskim i normalnim stvarima, jer ovo smjer u kojem svijet ide, ne znam baš koliko je za djecu ohrabrujući. Тарик присуствувал на породувањето на сопругата Лейла. Добро се држал во породилната сала и тоа со камера во рака. Pa doktorice su mi govorile, ma nećeš ti to izdržati, bolje nemoj. A ja sam bio cijelo vrijeme tamo, kažem vam, čak sam zabavljao i druge trudnice u drugim boksovima koje su čekale porod. I uspio sam snimiti apsolutno dolazak na svijet mog sina i čak i prerezati vrpcu i sve to skupa i sve to imam izabilježeno kamerom, tako da i nije mi nijednom trenutku bilo nešto slabo, jer sam osjećao kao da se ja ponovo rađam na neki način, kako Oliverova ide, novi život se rađa, sve ostalo je tako da taj prizor je nešto najljepše u životu što sam vidio. Тарик е татко со стаж на 2 сина, Дино и Арман, кои имаат 21 и 16 години. Дино е син на неговата сопруга од првиот брак, но Тарик го прифатил како свој, а Дино го носи и неговото презиме. Момчето влегло во неговиот живот на 3 години. Постоеле ли предизвици? Naravno, nije to baš tako jednostavno, a nije ni toliko komplicirano kao što ljudi misle. Mislim, ako voliš svoju suprugu, odgajaš to dijete to je tvoje dijete, mislim, nema tu, kaže ona poslovica, nije tata ko te napravio, neko te kruvom hrani, jel? Ali ja to tako isto gledam, ja imam 2 sina i to je to, i apsolutno ni jedan ni drugi nemaju neke specijalne tretmane i na isti način smo ih odgajali. Sve stvari treba pustiti da se događaju spontano, naravno neke stvari moraš znati šta u kojoj fazi djetetu treba, ali ja sam pokušao svoju dušu i supruga i ja, svoj način života nekako usaditi u njih. Oni su naravno bića za sebe, ali u svakom slučaju ja sam tada razmišljao ako je jedan dječak problem da ja ne budem sa ljubavi svog života, onda ja nisam neki muškarac, tako da, eto. Велат, мали деца, мали проблеми. Големи деца, големи проблеми. Има ли вистина во ова? Nisam vjerovao da je, ali ja sam sad postao kao moja majka, budim se svaki 10 minuta dok ne čujem ključ u bravi da su se vratili izvana negdje iz izlaska, tako da sad kreću vozački, jednostavno, a to je tako kad dobiješ dijete da si zabrinut 24 sata dnevno, nekad manje, nekad više, ali nisi nikad miran, jel? Во раното детство, децата се силно поврзани за родителите. Во адолесцентскиот период се одвојуваат и целат кон независност, што значела за него како татко промената во релацијата дете-родител.
Pa je, naravno, ja nekako nisi vjerovao da će taj dio njihovog djetinjstva tako brzo proći. I nekako mi fale mi igračke, fali mi njihovo to uzbuđenje dječje, a oni su sad svoji ljudi i zato i valjda ljudi kažu da kad dobiješ unuke da si još emotivniji na neki način, ne znam, vidit ću kad to dođe vrijeme za to, ali sad se pomirio da je to što se tiče ljubljenja, grljenja, maženja i ostalih stvari. Izjavite дека ќе бидете најдобар дедо од интервју на светот. Pa ja vjerujem da, jednostavno, meni fali mi ta neka intima i povezanost, možda zato smo trebali još jednu djevojčicu imati, ali djevojčica nikad ne prestaje ljubiti svoje očeve, a dečki da, i to je tako. За улогата на таткото во психолошкиот развој на детето денеска зборуваме со Радмила Живановиќ, психолог, психотерапевт. Радмила, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, Марија. Мило ми е што сум овде со тебе повторно на вака интересни провокативни теми да поразговараме. Модерното родителство се разликува од традиционалното. Но овие простори, особено во вакви култури, некако жената како да имаше поважна улога во воспитувањето на децата. Таа се грижеше, се ангажираше, ги насочуваше децата, а таткото како да имаше споредна улога и беше одговорен за финансиите. Но работите се менуваат, се променија. Модерното татковство е поинакво. Па каква е улогата на таткото во развојот на детето и како самото родителство влијае врз мажот, односно врз таткото? Па некако забележувам дека со годините таткото сака да биде повеќе вклучен во воспитувањето на децата. Од друга страна се менува тоа што викаш, се менува улогата на таткото, се менува улогата и на мајката, нели? И во таа насока некако моделите на родителство повеќе одат во насока неко споделено родителство. Затоа што еден родител во денешни услови со овие брзи промени не може да успее сам или многу е тешко сам да ги изменаџира сите работи. Секогаш му е потребна екстра поддршка. Сега зависно од парот, како се има договорено, таткото влегува во некои делови на воспитување, каде што најчесто е потребна повеќе, како да кажам, повеќе храброст, они дозволуваат на децата повеќе да експериментираат, додека мајките се уште се држат до на контрола, да не се повредат, до некаква сигурност, до некакво правилно воспитување. И се уште се гледаат некакви разлики, но генерално многу повеќе се усогласени, барем дел од нив, од родителите, кои што се договориле да бидат родители, многу повеќе се усогласени во однос на улогите. Така да таткото зазема значајно место и промената на динамиката, мајката понекогаш заработува многу повеќе веќе. Не е само таткото дека обезбедува од надвор. Неговата вклученост, со породилното отсуство, со можноста веќе машките родители да земат и породилно отсуство, кажува дека многу од нив го користат тоа породилно отсуство и се многу повеќе желни и сакаат да се поврзат со своите деца на малку поемотивен начин. Не само на начин во кој што ќе обезбедат некакви удобства, привилегии, можности, туку повеќе емотивно, преку контакт, преку допир, преку утеха, зборуваат многу татковците за емоциите на децата, така да веќе не се плашат да се вклучат и во таа сфера на нивниот развој. Што ако во семејството таткото не е присуден или пак е емотивно недостапен? Тоа секогаш се знаело дека емотивно недостапните родители, посебно таткото, знае да остави некакви, како да кажам, поразлична емоционална динамика кај децата или едноставно да ги повреди со неговото отсуство и последиците да бидат подалекосежни. Во исто време отсутниот татко прави преголемо присуство на присутната мајка. И бидејќи отсуството мора на некој начин да се компензира, често ни мајките не можат до тој степен да компензираат улогата на таткото и често пати завршуваат многу поисфрустрирани, таа фрустрација се одлева на децата, така да се менува целиот систем
се обидува системот да компензира на некаков начин, да го компензира тоа отсуство. Често пати тие татковци се идеализирани од децата, значи децата предпоставуваат поради тоа отсуство какви они би биле, почесто се врзуваат со таа непостоечка, како да кажам, слика на нивниот татко, не знаат како пореално да го гледаат и често пати многу страдаат и патат поради неговото отсуство. Во таа смисла присуството на мајката станува преголемо и пререално, како да кажам, или пак од друга страна мајката се перципира како жртва на семејството и некој кој што го дава нејзиниот, како да кажам, цел живот го посветува на децата. Па често пати се, границите се менуваат и поврзаноста кон таа некоја независност, осамостојување, право на собствени избори и личен и слобода се, како да кажа, се условуваат. А што ако таткото е премногу доминантен? Па мислам дека исто така кога имаме предоминантен татко, често пати станува збор за некаква исто така потреба за контрола, страф од да ја пушти тоа место, да ја пушти таа позиција. Јас се сеќавам на времето. На времето имаше многу подоминантни татковци отколку сега. Тоа е поврзано некако можеби со традиционалната улога на така, ама и мислам мажот во дека семејството. многу е битен балансот во семејството кој што не секогаш свесно се прави. Така. Ако имаме доминантен татко, имаме мајка која што е многу, например, несигурна, не знае да си го најде своето место, тоа влие врз децата. Исто така, таткото не успеа да се поврзе на начин на кој што би бил некаква емоционална утеха, би дал емоционална присутност на децата. Се поврзува повеќе ни тој инструментален дел, како јас можам да помогнам, мојот збор е последен, јас сум најбитен. Тој е татко кој што е малку поригиден во однос на неговите зборови, однесувања и непроменлив. Децата овде немаат многу простор да си го кажат своето мислење, да кажат што сакаат, да издействуваат некаков договор, спогодба, и во таа насока таткото е тој што ги води сите процеси. Децата се пасивизираат, често пати не осеќаат што им е потребно. И на тој начин он како да го маскира или како да фрла магла врз она што на децата им е потребно, или често пати сметаат дека не е доволно добро. Значи секоја пренагласена позиција на моќ во семејството има некаков или води кон некаков дисбаланс. Некаква последица. Така е. А дали улогата на таткото е подеднакво важна како кај момчињата, така и кај девојчињата? Порано се мислеше дека татковците посебно се поврзуваат со девојчињата, мајките повеќе со момчињата. Сметам дека е битно и кај девојчињата и кај момчињата односот. Можеби динамиката на односот малку е поинаква, различна, но сепак, кога ќе кажат машки муабети, па ги правиме машките муабети, во смисла дека татковците се чувствуваат покомотни на поинаков начин да се поврзат со машкото дете или со женското дете, иако денес гледам дека не толку многу се разликува таа поврзаност. А како се случува таа поврзаност помеѓу таткото и синот, таткото и ќерката? Па присутноста на родителот, така уште од најрана возраст, уште при раѓањето, уште пренатално присуството влијае на тоа да детето гради некоја препознатливост и некакво доживување на блискост од страна на родителот. Јас се сеќавам како родителот денес машкиот родител сака да таткото да смени пелена. Порано тоа, беше многу, дури беше мета на исмејување. Денес тоа татковците го прават затоа што сакаат да имат близина со своите деца. Тука многу зависи и колку и мајката дозволува, да родителот да го завземе тоа. Таткото да биде татко. Од друга страна, многу често од таа позиција на некој кој што жените се исто доста ранливи во тој период. Ако машкиот родител премногу покажува дека се знае, дека знае точно како да го воспитува детето и наметнува одредена волја, или некакви решенија на мајката, мајката јавува чувство на некаква несигурност, дека не е доволно добра за своето дете и ја губи таа поддршка која што е потребна.
Во принцип на почетокот таа поддршка мора да оди низ позицијата на мајката. Нели, таткото најдоминантен станува во периодот кога детето почнува да се осамостојува. Нели, кога почнува да заодува, кога почнува да експлорира, нели, да бара некои работи, кога почнува да развива некакви вештини, тука не постои разлика помеѓу нели мајката и таткото. Во секој случај знам исклучителни татковци кои што во отсуството на мајката, нели, биле многу вклучени и внесени во развојот на нивното дете. Така да таа биолошка поврзаност, еве јас сум таков случај, мислам можам да кажам дека јас и мојот партнер исто се поврзуваме на секој на свој специфичен начин со децата што ги имаме и дека немаме чувство на некој биолошки императив во однос на воспитувањето. Во таа насока можам да кажам дека татковците можат уште од самиот почеток да се поврзат исто толку силно, значајно и битно со нивното дете како што и мајката. Значи не секогаш што оди чекор по чекор, како што вела таткото, малку подоцна ќе оствари врската, за разлика од мајката, бидејќи таа има биолошка врска, нели го родила детето. Не секогаш е така. Па јас мислам дека малку и ние градиме некој мит дека на детето му е потребно само мајката, нели? На детето му се потребни двајцата родители затоа што тоа е многу захтевна задача и многу е обременета во денешни услови. Но на детето му се потребни двајцата родители на различен начин. Еден родител задоволува едни потреби, другиот родител задоволува други потреби. Во секој случај заедно работат во воспитување и растење на детето. Тие се некои усталени убедувања дека еве од нели после ќе му биде потребно на детето таткото, меѓутоа детето многу рано знае да разликува таа топлина, поврзаност која што ги добива од двајцата родители. Што можат мајките да научат за воспитувањето на децата од татковците? Јас мислам дека мајките, еве вклучувајќи се и себе, многу учиме од тоа да не придодаваме толку големо значење на работите, нели? Да даваме малку повеќе слобода на децата. Значи сега зависи од кој родител, има и татковци кои што се многу анксиозни, многу контролирачки, кои што е тешко има, нели? Зборуваме за таа поинаква енергија која што на некој начин повеќе е тука присутна да поддржи, да отвори простор за некои други процеси, нели? Да го научи детето на друг сензибилитет, така да ние мајките треба да посегнеме по нашите партнери, татковците, заради тоа што ни треба пред се поддршка. Ние не можеме да се правиме дека се можеме сами. Мораме да ги вклучиме на некој начин во нашиот живот и да учиме од нив. Бидејќи не е само дали е татко или мајка, многу е битно каков човек си, нели? И каков родител си. Некои родители имаат поинакви вештини развиено. Ако тие вештини се комплементарни на вештините на другиот родител, зошто да не се комплементираат и искористат? Например, таткото може кај дете кое што е со вештачка дохрана, нели, да и самиот му обезбеди емоционална поддршка кога ја дава таа дохрана. Мислам, не мора само мајката да биде таа која што нели му дава комфорт додека детето се храни, вклучително сите активности кои што ги прави мајката може да ги прави и таткото. И така, и двајцата се поодморени, имаат чувство на значење во животот на нивното дете. Се чувствуваат дека се придонесуваат, дека се корисни, дека го гледаат нивното дете како расте. Секако ова е случај во семејствата или во партнерските односи, каде што има некаков нели споразум, договор, се поддржуваат партнерите уште пред да станат родители. Но се случува ли таткото да не успее да се поврзе со своите деца, бидејќи во своето детство немал таков модел на татко? Може ли тоа да биде проблем? Значи, не да не сака тука едноставно да не може да се вклучи во целиот процес. Да, некако мажите, ако немаат модел, повеќе притегнуваат како родители да не ни размислуваат дека би можеле да имат поинаков модел. Например, ако јас немам такво искуство, јас не го правам тоа, пошто јас не сум добар во тоа. Пак станува збор за некаква самодоверба.
И тука пак ќе ја вклучам мајката. Мајката нема никаков ефект од тоа да му кажува на родителот во што на таткото во што не функционира. Значи треба едноставно да го покани, ако има сила, енергија, да биде вклучено во оние работи каде што машкиот родител се чувствува комфорен и сигурен. Моделот е комплексен концепт, нели, вклучува многу аспекти. Вклучува друго време, вклучува други улоги во општеството. Така да треба да се разграничи исто доколку е потребно и таткото да поработи малку на собствените родителски вештини и на собственото чувство на колку е он доволно добар за своето дете. Можеби се актуализираат во тој процес на родителствување, се актуализираат некакви стравови, некакви, како да кажам, трауми, нели, на отсуство. Од друга страна, родителите кога немаат модел, често пати одат па во другиот екстрем. Од страв да него детето преживее истото што го преживеале тие, покажува преголема вклученост и инволвираност во родителствувањето, само и само детето да не се осети на истиот начин како што се осеќале нив. Зависи од тоа, некои се избегнуваат, нели, некои стануваат анксиозни. А што е со оние кои што не сакаат да се вклучат, бидејќи едноставно е претешко, уморни се, сакаат да продолжат со животот што го имале претходно? Што е он? Јас мислам дека ако таква имаат идеја, мислам и желба да го живеат нивното родителство на тој начин, Кои што постојано се жалат дека се уморни, нели? па родителите ненаспани. генерално се уморни, но прашањето е кој се жали постојано и кој постојано му треба простор и време. Нели, видете, многу е интересно како сите се фрапирани, посебно оние машки родители кои што имале некој лајфстайл живот допред детето и одеднаш им се менува животот и многу се губат во целата таа нивна улога, затоа што сакаат да го задржат истиот лајфстайл, а да бидат некако родители. Но тоа е преголема обврска и најчесто носи голема фрустрација во парот. И често пати и умореноста е кај мајката. И ова прашање е која ќе пукне. Нели, која ќе пукне нивниот однос, нивната релација, нивната врска и доколку е способна мајката да го толерира, да ја толерира таа фрустрација. И до кога родителот планира да си замине од дома, нели, правејќи се дека ништо не се случува. А потешко ли се остварува поврзаноста помеѓу таткото и детето доколку децата, да речеме, не се биолошки негови? Нели, втор брак, посвоени деца, има различни комбинации. Јас пак ќе кажам до човекот. Мислам дека до личноста е. Мислам, ние ќе земеме едно кученце, ќе го чуваме, па секој различно ќе го чува тоа куче, а тек па дете. Потребна е грижа, посветеност, љубов и желба да се биде, нели, на тоа место. Колку и да е мачно, колку и да е тешко, потребно е да разбереме што значи тој пресврат во животот. И сметам дека кога некој оди искрено во било која комбинација, кога е искрен со самиот себе и кога е отворен да прави промени, лесно може да направи промени. Не мислам дека тоа дете кое што не е негово нема да стане негово. Многу зависи од детето, многу зависи од која возраст на детето. Значи има тука една друга динамика која што е, нели, различна во тој дел. Да. И сосема на крај да заклучиме дека улогата на таткото е многу важна во животот на детето. Така е. Јас не знам што би можела без мојот партнер кој што е многу вклучен татко. Јас би била преморена, скапана, изфрустрирана, уплашена, изморена, значи очајна, затоа што денешниве деца, нели, и самиот процес на воспитување во овие услови во кои што сме бара многу голема, како да кажам, многу големо разбирање и поддршка еден од друг. Значи, клучот всушност за добар брак е и во заедничкото родителство. Дефинитивно. Во вклученоста и на двата партнера во споделеното родителство, така е. Но тоа може да се открие и пред да имате деца. Мислам, тоа може да се утврди пред да добиете деца. Детето не ги менува, може само да ги интензивира динамиките во парот, нели? Но исто така, ако двајцата се спремни да влезат во тоа, они многу лесно стануваат достапни и присутни родители. Радмила, благодарам многу за денешното гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Фала, Марија, на тебе.
Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви посакувам пријатен ден.